Добро вечер во топ тема на ваша страна. Во финишот на председателската кампања слушаме и гледаме се повеќе говор на омраза, кампањата станува се црна. Набљудувачите предупредуваат дека е кус патот од говор на омраза кон кривични дела од омраза. Како се одвиваше кампањата досега? Вечерва дебатираме во топ тема на ваша страна со моите гости Јасна Бачовска-Недич, професор на правниот факултет и шеф на Институтот за новинарство и односи со медиуми, Александар Јовановски од Хелсиншкиот комитет за човекови права и Џабир Дерала од Цивил. Добро вечер на сите и добре дојдовте. Џабир, ќе почнам со вас. Денеска вие имате и наблюдувачи на терен, ја следите целата кампања. Денеска имате едно соопштение во кое исклучително устро го осудувате говорот на омраза. Што ве потикна, што се случи од почетокот до сега во кампањата за ваква остра осуда? Добро, како што се ближи крајот на кампањата, ние се обидовме да направиме избор од повеќето извештаи кои доаѓаат од теренот и од наблюдувањето на социјалните медиуми и така натаму, од јавната комуникација на политичките структури и решивме во едно соопштение да ги сумираме оние претходните што ги имавме наоди. Имавме неколку соопштенија во кои повикавме на сузбивање на говорот на омразата. Тоа што најмногу во ова соопштение денешно ни го привлече вниманието или сакавме да го привлечеме вниманието на јавноста, беше прво еден поглед општ на кампањата на ВМРО-ДПМН, односно на председателската кандидатка Силјановска Давкова, низ која провејува многу говор на омраза, прикриен, но често и сосема отворен. Понатаму ни остави впечаток тоа дека немаше некоја вистинска реакција на говорот на омраза, односно заканата во Гостивар од човекот, чија мака ја разбираме, меѓутоа да се заканите на микрофон со пиштол. Тоа беше на митингот на кандидатот Стево Пендаровски. На кандидатот на Стево Пендаровски на СДСМ и на коалицијата. Понатаму реагиравме исто така на жестокиот говор на омраза, повикувањето на етничко чистење на навивачката група Комити, кои знаеме какви линкови има политички. Во неделата на денот кога Стево Пендаровски имаше митинг во Скопје, тие истиот ден повикаа пред надпреварот, повикаа на протест за името и потоа на фудбалскиот терен. Добро, меѓутоа во спортот и кај навивачките групи постојано имаме говор на омраза, сега не знам колку се поврзува со кампањата, конкретно во кампањата. Во самата кампања ова имаше изборен контекст заради тоа што таа навивачка група ја следиме наназад со недели, подолго време, меѓутоа наназад со недели во смисла на изборите и гледаме дека нивните настапи на социјалните медиуми се политички, односно имаат изборен контекст. Не сите, меѓутоа еден дел од нив имаа. И се разбира, и тоа во неделата имаше таков контекст на кој му претходеа повеќе постови, повеќе пораки во јавноста, кои можат многу лесно, многу очигледно да се поврзат со процесот во кој се наоѓаме. Заради тоа и сметавме дека треба да го назначиме тоа. Понатаму забележуваме еден говор на омраза и еден израз, ако смеам само кратко, тука и јазичната бариера некојаш знае да биде таква што некојаш не целата јавност дознава. Заради тоа се најдовме ние повикани да објасниме дека настапот на Артан Груби на митинг во рамки на кампањата, на која не го спомнуваат оној што го поддржуваат, што е исто многу интересно, кажува, го насочува својот бес, својот гнев, своите навреди кон Блеир им река. И во манир на последен поздрав кон починатиот, во смисла нека ти е лесна земјата, на албански јазик се обраќа на Блеир им река, кандидатот Блеир им река.
што сметаме дека е еден многу прилично експлицитен, многу директен и чао Блерим, као што му викаат чао Стево во 2014, еден експлицитен говор на омраза кој навистина е неприфатлив за една јавност која би сакала да види пристојна кампања. И се разбира неколку други примери кои зборуваат за едно многу ниско ниво на политичката култура и воопшто за едно многу ниско валкано ниво на политичката кампања за претседателските избори. Александар, во Хелсиншкиот комитет пристигнуваат пријави, кој пријавува и што пријавува каков говор на омраза или валкана кампања? Само да се надоврзам тоа што и Џабер веќе го кажа, значи забележуваме дека има драстично зголемен говор на омраза, особено со почетокот на политичката кампања. Еве чисто за илустрација за граѓаните да знаат, до Хелсиншкиот комитет од 1.3.2019 година, заклучно пред да дојдам во студиото, има стигнато 77 пријави за говор на омраза на социјалните медиуми, чисто за илустрација по категории. 25% се врз основ на етничка припадност, 18 пријави се врз основ на политичка, потоа 18 пријави се сексуална ориентација, родов идентитет, пол и род. Значи гледаме и споредбено ова со друг регуларен период е негде зголемен за 200%. Што кажува дека и самата кампања, значи изискува драстично зголемување на говор на омраза, но исто така ова во некоја перспектива 200% на пример кога немаме избори. Да, кога нема избори. Споредбено, значи оваа бројка се поклопува кога почне и кампањата за референдум при крајот на август и почетокот на септември. Значи ова нас ни укажува на еден тренд. Секогаш кога имаме некои важни политички случувања, како што беше тогаш референдумското изјаснување, потоа цел тој процес за промена на името. И сега влегуваме во пост промена на име период со претседателска кампања, тој јавен дискурс и таа реторика воопшто не сменета. Значи од почеток на септември, еве заклучно со овој период, ние имаме високо ниво на говор на омраза, а многу мала реакција, иако морам да кажам малку подобрена од страна на надлежните институции. Ценам дека говорот на омраза е толку висок бидејќи ние се уште во оваа држава имаме неказнивост. Значи ние немаме правни преседани и не градиме свое собствено правно досие како можеме овај говор на омраза да го санкционираме. Ние како граѓански организации или како Хелсиншки комитет, како Цилончи можеме да ги прибериме овие податоци, да ги изанализираме и да ги понудиме на надлежните институции потоа макар што и на работа е да го следат и да казнуваат. И кратко, и да нема говор на омраза кога станува збор за јавна личност, дали е тоа припадник на политичка партија, политичар, член на влада и така натаму. И да е само навреда, потоа имаме лавина на коментари кои се говор на омраза. Значи ние воопшто немаме тоа што и Џабри кажа култура на разбирање на овој феномен, иако би кажал дека овој феномен се уште и не се разбира и пошироко. Не сме тука нешто уникатни во тој контекст, но сепак не се внимава кои пораки се пуштаат, особено како што се спремавме низ оваа емисија која дискутиравме, социјалните мрежи сега се социјални медиуми. Значи ние конзумираме вести од социјалните мрежи и тука се случува цел јавен дискурс без да се внимава на кој начин се изразуваме. Иако Facebook мрежата, Twitter и така натаму не подложат на модерирање и регулирање. Затоа оваа бројка е до тој степен висока. Јасно, како експерт за медиуми, да, социјалните мрежи дефинитивно се користат. Колку самите партии, кандидати, учесниците во изборите го ја потикнуваат ова омраза и говор на да ви кажам, гледајќи ја до сега кампањата и следејќи ги аналитичарите кои што беа фокусирани на кампањата, морам да кажам дека сите ги оценивме овие кандидати како кандидати со високо ниво на толерантност меѓусебно. Иако се оди по онаа логика колку пати тие се сретнаа, што беше нетипично до сега во изборните трки во претседателските избори, меѓутоа, овие состојби го покажуваат нивото на нашето општество во однос на говорот на омраза, клеветата, навредата, лажните вести кои што се шират по социјалните мрежи. Мене ме загрижува тоа што тука политичките партии не покажа една социјална одговорност, односно како се димензионирани кампањите. Јас многу повеќе очекував од тоа како ќе бидат организирани кампањите. Ние сега имаме едни класични кампањи,
немаме ништо ново во кампањите. Например, кампањите не беа адаптирани на новата технологија, она што го зборувавме пред емисијата. Да, меѓутоа ги користат социјалните мрежи многу повеќе немавме онлайн отворено, политичкиот маркетинг така добро направен. Например, ја немаме двоспорната комуникација помеѓу кандидатите и граѓаните, што многу лесно можеше да се направи во ова мало општество. Тоа и ќе беше ефтино. Меѓутоа, многу малку имавме креативност во самите кампањи. Можам да кажам дека релативно ефтини се, многу не се вложува, како што барем бевме ние навикнати на еден бомбастичен јавен маркетинг до пред некое време и сега одеднаш, особено кампањата на кандидатката која што поддржува ВМРО ДПМН, знаеме какви кампањи правеше, големи, каде што имаше многу повеќе инвестирано. Оваа кампања многу затаива во менаџирањето на публиката и баш тие политички партии кои што ги поддржуваат требаа да покажат една одговорност и повеќе акција да ја канализираат таа дебата на социјалните мрежи. Можеби да ве прашав дали тие ја потикнуваат и во своите настапи, дали кај нив има говор на омраза, можеби скриен, манипулативен. Во реториката на председателските... Да, еве на сите тројца... Па видете, кандидатите, мислам, како тема, многу за жал, како тема на целата кампања се наметна Преспанскиот договор. Што е болна тема, што не е веќе предсвршен чин, ние сме позади свршениот чин. Јас не очекував дека тоа ќе биде главна тема, особено нели за председателот на државата, кој што има друг профил треба да има. Ако ги прочитате ингерициите, онака како што се уставно поставени, требаше една поинаква реторика да имаме. Тоа е еден проблем кој што помина и кој што сега не знам како повторно ќе го отвориме. И нормално чувствителноста на темата ја наметнува и општествената дебата со реторика каква што е говор на омраза, дисквалификација. Тоа сакав и да потенцирам, значи нашите податоци, ако анализираме изминативе 4 години, секогаш кога има политичка кампања се активираат неколку клучни прашања за кои се врзува говорот на омраза. Значи веднаш знаете што една тема е поттикната во јавност, очекувате дека ќе има лавина реакции на социјалните медиуми. Исто очекував дека името нема да доминира оваа кампања, нажалост. Зошто очекувавте кога ги знаете ставовите и на опозицијата? Значи, тоа што каже и професорката, на некои моменти оваа кампања делува дека е за локални избори, некогаш делува дека е за парламентарни, најмалку делува дека е за председателски, како да не си ги знаат ингеренциите за која позиција се кандидираат во државата. Еве, чисто за пример, бегалската криза. Значи, пред почетокот на кампањата, најнаш имавме на социјалните медиуми лажни вести дека во Македонија пак се упетуваат хорди на бегалци, мигранти, се со цел да предизвика емотивна реакција и експлозија на говор на омраза, без да има никакво санкционирање и модерирање на страна социјалните медиуми. Се појави тоа со бегалците како важна вест. Значи, ние говорот на омразата го следевме и од аспект на тоа дали тоа ќе биде само еден стихиен изблик на политички говор кој има примеси на говор на омраза или е тоа постапка која е базирана на некоја сценарио кое што го подготвуваат одредени политички кујни во штабовите. И кој ви заклучивме дека е второто. И забележавме дека сценариото се повторува од година во година, односно од изборен процес во изборен процес, вклучувајќи го референдумот. Само да ве потсетам, минатата година, кога имавме референдумски процес, ние имавме на локалните избори, ние имавме процес кога 14 општини во Република Северна Македонија распишаа, односно влегува во постапка за распишување на референдум против доселување на мигранти 2017 година. Тоа време кога имавме 14 општини кои што ги раководеше нели претходната власт, во моментот тогаш имавме 13 мигранти на територија на нашата земја. 14 општини беа спремни да вложат средства, да вложат кампањи за да можат да ја употребат антимигрантската хистерија, да предизвикаат пред се хистерија, што не им успеа,
го кркаа убаво, да се изразам малку колоквијално. Да, не успеа ни сега и мислам дека престана на почеток. И сега истото го видовте, имаше обид, и тоа е агресивен, многу сериозен обид. Добро, и оно да се инцидент крај Солун со мигрантите, веројатно... Значи, таа лажна вест, секојаш говорот на омразата ви е искомбиниран со лажни вести, со создавање на цела мрежа, и се разбира, има и неколку други примери такви, за тоа како се употребуваат лажните вести, се употребуваат одредени настани или процеси во земјата или во регионот, за да може да се предизвика некаков говор на омраза. Да ви дадам еден пример кој го опиша мојот колега Дехран во Цивил, кој говори за тоа дека кандидатката Сињановска-Давкова има голем проблем што на одреден надпревар, спортски надпревар, се интонирала македонската химна без зборови. И тоа го критикуваше. На истиот тој утредента имаше надпревар на кој имаше интонирање на химни на екстремистички групи кои бараат уништување, односно етничко чистење, кои бараат убивање на цели етнички заедници и сето тоа. Тоа не го забележува. Значи, забележува ако имаме химна и при тоа не е интонирана со зборовите, меѓутоа не го забележува ова. Знаете, кога ќе се најдете пред својата публика, кога нешто потенцирате и која има во истата тема е, а на другото не се осврнувате, вие посредно или непосредно барате од нив да се согласат со вас и се она што вие го дисквалификувате како тема, веднаш го мразите. Да, меѓутоа, еве, бидејќи да не вокабуларот не е толку скриен. Да. Од друга страна, и тоа со интонирањето со химната потекна од посетата на Ципрас на Македонија и оној несмасен потек на власта со чудно објаснување зошто не била воопшто интонирана, така да и едните и другите... Знаете што, тоа побуди... Неоправдано, нели, објаснување. Тоа побуди револт и сите ние, вклучувајќи ме и мене и тие луѓе што ги знам, многу често сме биле во ситуација да бидеме револтирани, разочарани, лути на одредени изјави, постапки, одлуки на власта на локално или на централно ниво. Во ниеден момент не сме побарале нивно убивање или пак... Од друга страна, противникот секогаш... Политичкиот противник секогаш тоа ќе го искористи. Да, бидејќи... Прашање е како. Ама како? Значи, манирот на политичко артикулирање е многу важен. Ако вие го артикулирате својот револт со аргументи, со барање да се промени некаква политика или практика, тоа е веќе нормално политичко ниво на однесување. Ако вие повикате на убиство, на смрт, на гасни комори, на клетви, на Божји клетви и така натаму, тоа веќе, знаете, вие веќе сте многу блиску до кривични дела од омраза. Или да се представувате како жртва постојано. Исто така тоа се создавање контексти. Точно особено на вака сензитивна тема. И луѓето кои што се согласуваат со промената на името, не им е пријатна таа промена. Тоа е една ќе забележиме во риториката кај Стево Пендаровски, например, дека не го користи Северна Македонија, па и Блирим река, кај Гордана Сиљановска, кој е противник, го нагласува старото име на државата. Од кампански потреби, знаете како кандидат во една реклама, бидејќи кампањите се реклама, разубавено треба да ве представат. И самиот кандидат Стево Пендаровски знае какви се нашите чувства во однос на промената, а и треба време. Нели една жена кога ќе се омажи ќе го додаде презимето на мажот, не е навикната во прво време да го користи презимето. Значи тука и може да бидат две причини, нели? По инерција, второ се кампанските потреби, бидејќи целото население и тие значи што го прифатиле името Република Северна Македонија, навистина не ни е пријатен тој компромис, но тоа беше еден цивилизацијски чекор да го решиме, нели? Се забележува дека на крајот на кампањата и рекламните спотови кај кандидатите станаа се поцрни. Направивме еден блок од овие да се потсетиме на овие спотови. Јас сум шеф на кабинет господин Диме Ѓурев во службата за јавна безбедност, во која ја во сите мои 10 години во МВР сум таму.
Тој е шеф на кабинет на транзицијскиот директор на полициското биро за јавна безбедност во 90-тите години, кога МВР ги тепаше граѓаните. Промотор на неправдата и кршењето на законите. Маска зад кој стои Заев, криминалот и корупцијата. Сакам достоинствен изглед. Кај мене. Абе, јас се знам да правам, у сите шеми сум 30 години, избори, прекројувања, мислам. Јас се подпирам на своите знаења и вештини. Абе, мене по сите медиуми ми има. Газиме, пуна контрола имаме, 102,5%. Ако не... За мене говорат моите резултати. Абе, јас знам да фарбам. Јас најболje фарбам. Се ново име на дуќанот ке ставам. Стоки. Со мене ќе бидете задоволни со вашиот идентитет. Да постираш видеа, да пишеш статуси, да слушаш тешки, драматични, емотивни музики и да страдаш. Да се жалиш кога ти е тешко. Дека си изгубил надеж, дека ова, дека она. Затоа што е избран кандидат кој нема никаква, ама баш никаква врска со онава што ти веруваш. Ајде размисли сериозно. Дали дента ќе игнорираш, ќе се противиш и ќе бойкотираш? Дали ќе се одлучиш да не правиш ништо? И дали ќе дозволиш тоа твое ништо да не однесе во нови блокади? Ќе имаш после доволно време да се жалиш. Цели 5 години. Бла 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 бла. Кој ни е председател? Еве еден кус, вака поглед на она што ја зацрнува кампањата, барем сега при крај прегласањето на првиот круг во недела. Јас на социјалните мрежи, не само на социјалните мрежи, дури на порталите, и уште на почетокот на кампањата за прв пат се појавија се говор на омраза каде што кандидатите беа лично навредувани заради физичкиот изглед, заради жена, заради староста, годините. Мислам тоа дека ни се случува за прв пат и во тоа се впуштија и медиуми. Да, тоа се случи за жал уште на почетокот и тоа беше непријатни. Особено што тоа беше на некој начин диспрезирано од медиумите. Така имавме еден непријатен статус, нели, од најческа, па беше пренесувана на некои медиуми, напаѓање на едната кандидатка за сметка на незиниот физички изглед и немавме реакции во однос на тоа. Немавме реакции од спротивната страна, за да се покаже баш таа социјална одговорност која што во една политичка кампања е многу битна. И на крај крајва се реперкуира во профилот на спротивниот кандидат. Дури и на овие спотови каде што се алудира на некакви, пак на физички изглед на кандидат, немаме реакција. Се малку навистина грди спотови, некоја антикампања, која не знам како пиар тимовите се одлучиле за вакви спотови. Ова е нешто нормално и во светот. Значи сме гледали, кампања дека нема. Сега само кај нас типично. Ние знаеме како беше и во американските избори, каде што, например, се вади целиот прљав, Валкан, веш. Така што јас ова го сваќам како нешто типично во изборните кампањи и малку е предимензионирано целата таа приказна. Да, меѓутоа лични напади до сега не биле. Да, лични напади и дисквалификации, особено беше подложна на тоа професорката, нели, и тоа уште во предкампањата заради целата таа реторика незина која што фактички она е почна многу цела година. Затоа има и возвратување, значи многу се чуди родова дискриминација. Нас првпат ни се соочуваме да имаме говор на омраза кој се базира на пол и род. Значи, ние сме малку потолерантни, но откако е почната кампањата, ние забележуваме значително зголемување говор на омраза врз пол и род. Ама са другиот камп го напаѓа другиот кандидат врз основ на сексуална ориентација. Значи, гледате, се бира
омразен говор на омраза да се оцрни другиот кандидат. И тоа е многу доволно да добие стихија на социјалните медиуми. Значи јавноста не е свесна кои канали, кои длабоки црни социјални медиуми постојат, каде што постојат и самоорганизирани групи само да го шират. Значи тоа го зборевме со Џади пред почетокот на емисијата. Значи што представува медиум? Вие кажавте дека и самите ботови представуваат моментално медиуми. Бидејќи поентата е да се добие на виралност. Ако имате виралност, ако ве гледаат, ќе употребите говор на омраза без разлика на што и да се случува. Значи имаме јавни личности кои својата професија уште ја одржуваат врз принципите на говор на омраза. И затоа тука ни фали едно многу квалитетно јавно информирање и ни треба менаџирање на публика на мрежи, за да се нокаутираат. Меѓутоа тоа требаше да го прават пиар тимовите на председателските кандидати. Како што кажа, не само тие, тоа треба да го прават сите општествено одговорни ентитети, било да се медиуми од рангот на телевизија Телма или пак граѓански организации, универзитетите и така натаму. Јас би сакал само да споменам едно мое лично согледување, а тоа е дека темите од областа на родовата еднаквост, темите од областа на сексуалната ориентација, се толку очигледно непознаница буквално за сите тркачи на теренот, што често изгледа смешно, да немаше толку говор на омраза, ќе беше многу позабавно и посмешно. За жал, оние што се обидуваат да прикажат дека ете конечно се сензибилизирале во родовата сфера, всушност покажуваат една таква бахатост, едно такво непознавање на тоа што всушност значи родова еднаквост, па така доаѓаат до некои флоскули кои се гротескни и малку повеќе упатуваат на тоа дека всушност за таквите флоскули стојат крајно родово несензибилни ентитети, повеќе од да ги рекламираат. И тоа знаете што, се злоупотребува максимално во еден дел од јавноста, каде што гледате една родова омраза, односно базирана на родовата припадност и така натаму, меѓутоа еден добар дел од јавноста буквално се забавува. Тоа е другиот аспект на имате ситуација во која се молчи. Да се вратиме на црната кампања, рековте, сите се согласиме дека има секаде црна кампања. Што според вас сакаат и што постигнуваат партиските штабови кои се повеќе се занимаваат со оцрнување на противникот? Дали ги мотивираат и кои гласачи со тоа? Јас мислам дека тие добро знаат дека дискурсот во јавноста е таков што црната кампања можеби ќе нанесе повеќе штета на противникот, а на тој начин ќе се остави простор повеќе за вашиот кандидат. Дел од нив сигурен сум дека погрешно проценуваат дека во Македонија веќе нема пристојни луѓе со пристоен вкус. Меѓутоа тие црни кампањи секако дека се добро обмислени, колку и да изгледаат лошо, неквалитетно. Ние овде на оваа маса не сме публиката на која е целната публика. Тоа е една популистичка, една масовна комуникација во која тие точно знаат што треба да соопштат во еден момент. Колку и да има трансгресија во тоа. И против добриот вкус, и против законот, и против сето тоа, нели знаеме дека има неказнивост, така што нема против законот ништо. Се разбира дека тоа многу се балансира на тоа да имате што е можно повеќе штета да нанесете на политичкиот ривал, а што е можно повеќе на терен да дејствувате, да привлечете, да ги мобилизирате оние што ви се сигурни. Тие што ви се сигурни, знаете дека ви се тука, битно е да му наштетите на противникот и во тој процес да привлечете што е можно повеќе неопределени. Точно така. Како успеваат со таква оцрнување на противникот? Оваа црна кампања, ако мислите на овие спотови, тоа е најнеопасната црна кампања. Луѓето ја доживуваат како црна кампања во реклама.
и често така комерцијално е. Особено вакви мали општества, каде што интерперсоналните релации многу функционираат, каде што ние сме високо исполитизирано општество. Ние со Центарот за управување со промени правевме некое истражување и дојдовме до многу интересни податоци, да нашите граѓани од многу извори гледаат, например, ТВ дневници на 3 или 4 телевизии. Значи, позициони, опозициони така се информираат. Значи, тоа не зборува за некој висок степен на аналитичност и медиумска писменост, туку за висок степен на исполитизираност. И тоа на некој начин не штити. Што се однесува до црната кампања, она дифузна, невидлива или социолошка е многу поопасна. Ја прават интелектуалци, интелектуалната заедница, новинари, кои што преку аналитички текстови инфилтрираат определени информации кои што можат да бидат и лажни. Лажните вести, колку и да ги подценуваме, се многу опасни. Играат со емоциите на луѓето. Замислете, например, лажна вест дека група мигранти силувале девојче. И додека вирае какви емоции кон мигрантите вие формирате, страв кон тие групи, недоверба кон тие луѓе. Читателите веројатно нема да одат и да го проверат сега тоа. пред некое време имавме таква манипулација, нели, со Филипче. Министерот дека оставка заради епидемија нормална. Па колку е ова власт сигурна, колку е лабилна, значи сите тие нешта си имаат определени. Меѓутоа видливата и комерцијална црна кампања не е толку опасна колку онаа другата посуптилната. Со лажните вести. Тука и баш би сакав да се надоврзам. Опасноста. Зошто? Бидејќи овие вести се брзи. Вие дури да реагирате, дури да надлежен орган постапи по ваков тип на пријава или укажување, увидување, веќе таа вест може и да не постои, а веќе штетата ја направила. Веќе изискувала емотивна реакција, лавина на коментари, говор на омраза на социјалните медиуми и потоа како вие можете да докажете, значи дали е профилот вистински, не е профилот вистински, дали е бот, не е бот. Потоа дали постои дела кои се поврзе, кои се, значи нели она последната граница каде што можеме да се доведеме до говор на омраза и потоа нели оправдувањето. Ова нели е слобода на изразување. Значи слободата на изразување е темелна, не е апсолутна. Значи ние не можеме да ги третираме по имите тука апсолутно. Бидејќи контекстот, тоа што каже професорката, многу не двокомпонентно право. Едно е право да мислиш и во главата имаш неограничена слобода. Она што го кажуваш е политичко право, има граници. Не смеш да го повредуваш другиот, не смеш да го клеветиш, не смеш да го навредуваш. Ако ги анализираме меѓународните документи и тоа како е поставена, повеќе се занимаваат со ограничувањата, каде е нели границата на слобода. Ние имаме ирационална демократија во Македонија и тоа ни се случува долго време. Да многу ние погрешно ја поставивме таа слобода на изразување, на нетолеранција, на непочитување на човековите права. Слободата на изразување не подразбира анархија и вие што сакате да кажете. Сепак правила може да ги Александра, споменавте вие на неказнивост. Кој тука треба да казнува? Сите очекуваме некој да казнува. Имаме значи како што почнав на почеток, ние сме уште во постконфликтна, посткризна и постреферендумска ситуација, влезени во кампања за претседателски избори со огромни очекувања за тоа што треба да се случи до крај на годината. Значи кризата тука го зеде својот цех. Значи тука се две надлежни институции: Министерството за внатрешни работи и потоа јавното обвинителство кој треба да ги процесира сите овие пријави. Морам да кажам дека респонзивноста на Министерството за внатрешни работи е зголемено, бидејќи постои интерес овој феномен токму да се Вие им укажувате како Хелсиншки комитет, како цивил, ги доставувате до МВР и податоците од нас, значи тие треба да си ги одработат, значи да ги соберат доказите и да си ги достават до јавното обвинителство. Сега наредно е да ги јакнеме капацитетите на тие органи кои што треба. Искрено очекувате дека ќе постапат? Мора да може да треба да постапуваат. Искуство кратко многу. Да, значи имаме од референдумот, пред референдумот имавме средба со Министерството за внатрешни работи на која дознавме дека Министерството за внатрешни работи имало во тој момент над 100 пријави за говор на омраза до основното јавно обвинителство. Знаете колку имаше респонзивност на ОЈО? Нула. Ни еден случај. Ова е слична е ситуацијата, бидејќи неодамна имавме уште една средба во рамките на нашиот мониторинг со Министерот за внатрешни работи. Слична констатација имаме после таа средба и сега. Значи имаме ситуација во која еден дел, многу сериозен од системот, не функционира, односно функционира селективно,
во манири кои сме кои сме навикнати и гледаме од малку порано. Граѓанските само да ја завршам мислата. Граѓанските организации се тука да го дадат она што служи како доказ. Значи ние можеме само да сме партнери во процесот. Затоа треба тука институциите да се постапуваат. Многу важни, многу важни. Тука ќе направиме куса пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна. Зборуваме за говорот на омраза во претседателската кампања и самата кампања пред својата завршница. Џабир, партиите почнаа веќе да се обвинуваат и штабовите на претседателските кандидати. Најново овие денови малку нејасно како вам ми изгледа од штабот на Силјановска Давкова обвинија дека од СДСМ поставиле апликација преку која собираат податоци за гласачите на нелегален начин. Од СДСМ ја повлекле апликацијата, значи таа постои. ВМРО не објавува која е, СДСМ не кажува што имало. Како вие гледате на тоа? Што тоа некој кој барем малку се разбира во мобилна технологија, во Android апликациите, знае дека тоа е многу наивна една лажна вест која е многу наивна, која лесно се продзира, меѓутоа зависи од тоа на која целна група ќе се обратите прво, ако им се обратите на повозрасни луѓе кои немаат мобилни апликации и тие работи, тогаш тие веднаш ќе почувствуваат страв, оправдан страв дека ете одеднаш партијата на власт има некои апликации, сето тоа. Апликацијата е се уште жива, ја има на Google Play. Да, меѓутоа не може да се симне. Може да се симне, ја инсталирав пред да дојам овде. Се работи за апликација која има рекламен карактер, каква што, например, Цивил има намера да направи апликација која ќе служи за пријава на во областа на нерегуларностите, меѓутоа истата таква апликација ќе служи и за екологија, и за човекови права и така натаму и така натаму. И при тоа ќе додадеме едно копче во кое ќе ги презентираме сите наши други компоненти на медиумската платформа и нашите активности. Еве, на некој начин реклама. Значи, тоа е една апликација... Но нема да земате податоци за користување. Секоја апликација има, буквално ако сакате светло да си уклучите, да си симнете апликација за светло или пак за Notepad, таа апликација од вас бара некакви податоци. Некаков пристап согласно далека дозволите достапност до вашите. Некои бараат повеќе, некои бараат помалку, некои... Оваа апликација е негде средно према малку податоци од вас бара пристап до вашата конекција, до информациите кои се однесуваат на Wi-Fi, на Wi-Fi. Не, тоа е едно друго копче каде што вие можете доброволно, ако сакате да примате информации, ньюзлетерот на СДСМ, ако примате, да им ги дадете. Како што јас, например, сум предплатен на 20-тина вестници, од Нью Йоркер до не знам кој вестник. Да, меѓутоа, кога ќе дојде вакво обвинување во изборна кампања, звучи поинаку. Ова обвинување е лажна вест која има многу сериозна подлога, иако е наивна вака, значи многу лесно може да се провери дека таа е жива, таа е на Google Play и таа на вистина е една осредна апликација која презентира. Добро, ќе го провериме вашето тврдење, бидејќи си дека е тоа острането. И за крај, што ја прави оваа кампања за претседателските избори поинаква од сите други претходно? Александар, ќе почнемо. Ја буквално би заокружил, би запал таму каде што почнав. Ја прави тоа што се наоѓаме во неколку пост циклуси, особено пост-референдумска држава, каде што веќе и граѓаните си малку изморени и со цел на добивање на гледаност, популарност, виралност на социјалните медиуми се употребуваат некои методи кои се надвор од класичните политички кампањи, се употребува говор на омраза, тоа што и колегата го кажа, се со цел да се добие на популарност, односно да ве читаат, да ве прочитаат за нели да се добие медиумски простор. Она што мене ми изненадува е нереакцијата. Заклучивме дека нема, ако има напад од едната страна, значи не се реагира од другата страна за да се добие некоја подсилна кампања, мислам еве еден апел, мислам овај првиот круг не чека за неколку да имаме уште втор круг каде ќе биде уште пожестока. Да, каде што е пожестока, така да мислам дека сите тие кои ќе продолжат со надпревар
треба малку посериозно да се посветат кон менаџирање, барем не елиминирање, барем на менаџирање со говорот на омраза. Бачовска, дали покрај говорот на омраза, дали оваа кампања ја разликува со тоа што сепак имаме малце повисок степен на политичка култура? Па имаме премногу професори на едно место. Да, јас лично сум против тоа, знаете, јас сум застапник на тоа дека политиката треба да припаѓа на некои други луѓе со харизма, со повеќе срце, помалку ум. Не знам како ќе ме разберете, меѓутоа тука имаме премногу професори на едно место, инаку се согласувам со ова. Сите брошурки и книги за кампањи ви почнуваат прво каква ви е социјалната клима. Една ви е социјална клима во една земја пред војна, друга е после војна. Ние поминавме многу травматичен период со многу суштински прашања кои што ги решававме и сега кампањата ја доживуваме што и да има во нејза млако. И имавме исто така една многу дискутабилна институција на председател кој што беше претходно критикуван, а од друга страна големи очекувања. Да. Председателот е во политичкиот систем со големи ингеренции. Јас, например, еве како граѓанин, имам очекувања за една поинаква реторика. Замислете, нашиот председател треба во Обединети нации да зборува на говорницата. Треба да ги решава проблемите со соседите. Јас не слушнав такви обсервации во говорите. Значи, некако ретроспективни ми беа. Градење кариера на нешто што е завршено. Да, од вас би рекле да проблемите со соседите се решени. Одредницата бивша или сега... Џабри, што е различно, иако председателскиве кандидати, значи имаме многу дебати. Сепак соочувања како никогаш порано мораме да констатираме дека има и позитивни моменти. За прв пат, например, кандидативе ја покажуваат и забавната страна, барем се обидуваат да ја покажат. Да, и може малку повеќе да се потрудат тоа да покажат забавната страна, ама тоа што ја одликува оваа кампања е прво високата технолошка димензија на презентирањето, што пак од друга страна пред малку кај професорката имавме добра поента во која, значи содржината е една, а имате технолошка платформа која ви пружа многу повеќе можности за креативно искажување. Да, остана митинзите, автобусите, масовноста. Различно е, мора да се каже различно е нивото. Некои кандидати, сега да не кажеме кои што, некои кандидати поуспешно ги користат тие, далеко од навистина успешно доволно, меѓутоа поуспешно отколку некои други. Но она што исто така е важно да се напомене, не е некоја новина, меѓутоа ако смеам да кажам, очигледно е дека имаме председателска кампања за председател на која партиските лидери доминираат. Да, дури и во спотовите им се заеднички. На што се должи тоа? На суетата на лидерите, на нивната популарност? Тоа е една ситуација во која, знаете, тоа е корумпирање на умот. Едноставно, дајте да прибереме ние што е можно повеќе симпатии, и да се наметнеме како политичка сила, како политички ентитет, каде што вие председателот како индивидуа, како индивидуална функција во државниот систем, ја минимизирате со тоа што исфрлате на теренот една групна психологија и се разбира, која е исто така предводена од партискиот лидер. Значи, партизираноста на општеството и на системот се уште се огледува во ова. Имате ситуација во која партискиот лидер е најважниот всушност. А е девалвирана институцијата председател. Девалвирана институцијата председател. Да, сепак личноста на председателот, иако имаме тројца. Тоа е проблем со кој потоа било кој да биде избран ќе се соочи понатаму, ако сака да биде независен ќе се соочи со партискиот лидерот. Ви благодарам за учеството во вечерашната емисија. Тука е крајот на Топ тема на ваша страна. Останете на Телма, имајте убава вечер.